Карциномот на дојката е заболување кое најчесто ги погодува жените. Но, спротивно на вообичаеното верување, карциномот на дојка не е само една болест. Денес во приказна ќе ви пренесеме дел од личните приказни и истражувањето кое што го направивме токму на оваа тема. Добре дојдовте во приказна. Поред податоците на Светската здравствена организација, ракот на дојката го надмина по број на нови случаи ракот на белите дробови, скоро 12%. Еве што друго ви откриваме во рамките на ова истражување во денешното издание на Приказна. Карциномот на дојка е еден од најчестите малигни тумори кои се јавуваат кај жените. Појавата на карциномот на дојка е под влијание на голем број фактори од надворешната и од внатрешната средина. Повеќе од 1/3 од сите видови на рак може да се спречи со намалување на изложеноста на факторите на ризик, како што се тутун, дебелина, физичка неактивност, инфекции, алкохол, загадување на животната средина, професионални канцерогени материи и зрачење. Дали ќе дојде до појава на карцином, зависи од нивното заемно дејство. Врло е тешко да се дојде до 100%, како да кажеме, сигурност дека тој тип на загадување или не е поголем ризик на канцер, ама глобално загадувањето на општеството, неквалитетна храна и така натаму се поголем ризичен фактор. Сега, проблемот е ван медицината. Не ќе додиме подалеку, но проблемот е ван медицината, затоа што еден добар дел од планетата нема што да јаде. Значи, треба да се најде некоја равнотежа измеѓу оптимално како да се донесе вода и јадење за целата планета, а од друга страна да може сето тоа да се направи со најдобри услови без да се употребуваат некои химикали и така натаму. Некои луѓе за жал се родени со генетски наследен висок ризик за специфичен канцер. Ова не значи дека развојот на рак е загарантиран, но генетската предиспозиција ја зголемува веројатноста да се добие болест. Глобално генетските фактори се мал дел, значи 5 до 10%. Исто така и за карцином на дојката. Ипотезата е дека до 10, можда 15% од карциномите на дојки имат евентуално генетски фактор, породичен, од кога се родени жените или мажите, пошто кога имате рак на дојка кај маж, уште поголем ризик имате да имате генетска мутација, пошто врло ретко е да имате карцином на дојка кај мажот. Сега, тие 10 или 15% од особи може евентуално да се прави скрининг, специфичен, ама не треба да се оде на цела популација како скрининг, затоа што ако немате во самата породица сестра, мајка, тетка, кој да е имал карцином, независно од ризикот што го имате генетски, не значи дека и ако го имате аномалијата, 100% ќе имате карцином. Редовните прегледи кај доктор, радиолог треба да бидат составен дел од активноста на секоја жена, како на девојките, така и на жените во позрела доба. Навременото дијагностицирање е клучно. Постојат голем број на канцери кои можат рано да се откријат, што помага да се подобрат шансите за успешен исход од третманот, често со помали трошоци и со помалку или помалку значајни несакани ефекти кај пациентите. Третманот на лекување зависи од видот на ракот, примарната локализација на ракот, големината на ракот, дали е раширен и од општата здравствена состојба. Третманот може да биде хирушки, хемотерапија, радиотерапија, хормонска терапија, имунотерапија и генетска терапија. Релативно блиско е до, како да кажам, мислам дека е точно во тој смисол, затоа што ако гледаме сега во регионот на Македонија, Западна Европа и така натаму, карциномите, раковите кои се најфреквентни се карциномот на дојка, карциномот на плуќа, на дебело црево и исто така тие имаат ризик фактори кои ги знаеме, карциномот на простата исто така. Ризик фактори се знаат, превентивно може да се дојде или да се тотално смањи бројот на ракот, например ако не се пуши нема да има 90 и повеќе посто од карциномот на плуќата. А од друга страна постојат исто рана диагноза, значи со ние што го викаме секундарна превенција, тоа значи скрининг, мамографија за дојката, исто така најверојатно во текот на следните години ќе може со
специфични CT скенери да се рана диагностика на рак на плуќа дојде, исто за дебело црево и така натаму може да се дојде до превентивни програми за да се смањи или бројот или да се дојде до рана диагностика, а рана диагностика на ракот тоа значи поголем број неизлечивост, помалце терапии, понеагресивни и луѓето се враќаат поскоро во нормален живот без компликации нити од болеста, нити од лековите што можат да дојдат. Во почетните стадиуми на карцином на дојка обично нема никакви симптоми, но подоцна кога ќе се појави каков било знак кој упатува на болест на дојката, жената треба да се јави кај лекар. Ракот е болест која се јавува кога промените во групата нормални клетки во организмот доведуваат до неконтролиран абнормален раст, формирајќи грудка наречена тумор. Ова значи за сите видови на рак, освен леукемија, канцер на крвта. Доколку не се лекуваат, туморите можат да растат и да се шират во околното нормално ткиво или во други делови на телото преку крвотокот и лимфниот систем и можат да ги нападнат дигестивниот, нервниот и циркулаторниот систем или да ослободат хормони кои можат да влијаат на функциите на телото. Најпросто, тумор е процес кога нешто пораснува во организмот, не значи дека е малиген или е бенигнен тумор. Значи, тумор се множаат клетки и тие клетки што се множаат, ако се неагресивни, како што е обична циста, туморот си расте и тоа е бенигнен тумор. Обично, ако не смета, чак не може ни да се види. Ако се исполи да се види и ако евентуално смета или не, ќе се отстрани и ништо повеќе. Тоа е бенигнен тумор. Малигнен тумор, тоа е канцер, го викаме ние, значи онколозите обично теоретски треба и бенигните и малигните тумори да знаат како се лекуваат, само што бенигните ние не ги гледаме затоа што обично или не се доаѓа до диагностика, нема разлог, или хирургот ако треба нешто да се отстрани, ќе го отстрани, нема потреба од други терапии. Значи, канцерот е процес на малигнен тумор. И ризикот од канцерот е метастазата, значи дека тие туморни клетки од примарниот дел, ако е канцер на кожа, на дојка, на дебело црево и така натаму, тие клетки бегаат во организмот и одат спрема други органи и тоа е проблемот. Како да се уништат после тие други туморни клетки кои се агресивни и канцерозни во другите органи. Карциномот на дојка мора рано да се открие и лекува. Повеќето случаи на карцином на дојка се дијагностицираат во рана фаза пред карциномот да се прошири надвор од дојката. Кога се лекува во оваа рана фаза, шансите за излекување се најголеми. Јас 97 година во март месец сум првиот пат оперирана. Предходно имав на десната дојка, напипав едно грудче. Појдов на лекар, ми рекоа дека е масно ткиво. И јас тоа си го врзав во крпче и не отидов воопшто на контрола наредни 10 години. Тоа ми беше катастрофална грешка. Вака Зорица ја почнува својата приказна за епизодата од животот која, како што вели, не само што ја донела неизвестност, страф и предизвици, туку благодарение на бесот кој што го почувствувала во моментот кога ја дознала дијагнозата, решила дека ќе се бори и нема на овој начин да го заврши својот живот. Потоа ќерката напипа грудче и ние трчајќи за неа, тоа го извадија, тоа беше бенигно, некое површинско. Професор Крцковски го вадеше и ме гледаше уплашена и сопругот вели она е уплашена, има бетер мака од неа и ми рече наредниот ден да појдам на лекар. Кога ме види рече што си чекал, ова мора подхитно да се реши. Во понеделник, тоа беше негде четврток кога отидовме, веќе во понеделникот бев на програм. Фала Богу беше втор почетен стадиум. Зорица со ракот на дојката се соочува два пати. Прв пат во 97-та, а потоа во 2015 година. Од тогаш наредни 18 години не пропуштив ниту еден преглед. На 6 месеци правев ехо, еднаш годишно мамографија. Последниот пат пред операцијата кога бев на мамографија, лекарката вели ајде да толку години доаѓаш еднаш годишно, да оставиме на година и пол да дојдеш. И само што се спремав јас тие денови да најавам дека сакам да одам на преглед, доживеав еден стрес кој што ме измести буквално од место.
После 2 дена на левата страна не можев раката да ја допрам до телото. Почувствував како нешто да ми пречи. Кога се напипав како пинг-понг топче едно. Беше петок, не може да отидам на лекар. Во понеделникот со приоритетен упат отидов и тоа е тоа, повторно канцер, меѓутоа сега со зафатени 3 лимфни јазли. Следуваат операција и хемотерапии, борба од која Зорица повторно излегува како победник. Вели дека човек кога ќе се сретне со оваа диагноза, сваќа многу работи. Тогаш дознава кои работи треба да ги цени, а на кои не треба да им обрнува премногу внимание, бидејќи стресот е најголемиот причинител на оваа состојба. Не е ниту храната, велат, внимавајте што јадете. Треба да внимаваме што не јаде, а не што јадеме. Треба и тоа, здрава храна, нормално. И тоа не тера да се промениме, затоа што сваќаме дека животот е еден и може за секунда да се промени сето. Си посветуваме повеќе внимание на себе. Не е тоа себичност. Јас на моите ќерка, внука, можам да им тогаш детето ми беше, ќерката беше малечка, немаше ни завршено ништо. Како можев да ја помогнам ако јас се јавев малку подоцна и ако ме немаше? Значи, ако сум ја малце посебична да се грижам за своето здравје, да не се оптоварувам ниту со работа, ниту со непотребни мисли, нервози, нема да можеме да им помогнеме ни на блиските, а камоли себе. И таа ситуација не тера да си го промениме животот. Да го промениме животот, да... Знаете како, велат, направете на една страница, напишете тоа што сакате да го правите. На другата страница напишете што во моментот правите и направите ја промената. Поддршката, отворените разговори, трагањето по одговори на многу прашања се работи на кои не треба да се заборави кога човек поминува низ искушенија во животот, вели Зорица. А токму семејството од Сдруженијето Борка, каде е и координатор за град Скопје, премногу и помогнало за да многу работи ги помине полесно. Ова инспиративна и борбена приказна на Зорица ја завршуваме со најважниот совет. Треба секој да се јави барем еднаш во годината на преглед. Нека отиде, помладите, нека отиде на ехо. Ако има потреба за дополнително за мамографија, ќе им кажат. Значи, многу е битно контролите да ги прават. Без разлика, не мора ништо да има. Или ако има груче, тоа не значи дека е канцер. Може да е бенигно нешто, може да е циста некоја. Меѓутоа, да не се оставаат без проверка. Реков јас и претходно, мојата основна грешка беше прво што знаев дека имам и не го контролирав тоа. Рекоа дека е масно ткиво, меѓутоа масното ткиво може во секој момент да преиде во нешто несакано. Најбитна е превенцијата, затоа постои нашето здружение да ги едуцира луѓето, да ги потсетува дека треба да направат контрола. Ракот на дојката најчесто ги погодува повозрасните жени. Ова е еден од митовите со кои што се среќаваме во врска со ракот на дојката. Што друго откривме, денес ќе ви представиме во ова издание на Невест. Мит? Ако не постои рак на дојка во вашето семејство, тогаш вие не сте изложени на ризик за болеста. Факт? Секоја жена носи ризик за рак на дојката, но не само жените, туку и дел од мажите. За жените наследната абнормалност е најсилниот фактор на ризик, но само околу 10% од сите случаи на рак на дојка се должат на наследните абнормалности. Околу 85% од жените кај кои ќе се развие болеста немаат фамилиарна историја. Токму и затоа е постојано важно апелирањето сите жени да прават редовни скрининзи. Мит? Мажите не може да добијат рак на дојка. Факт. И мажите имаат ткиво на дојка и тие може да развијат карцином на дојка. Но карциномот на дојка е поредок кај нив, бидејќи клетките на каналчињата на дојките се помалку развиени отколку кај жените, и бидејќи нормално имаат пониски нивоа на женски хормони кои влијаат на растот на клетките на дојката. Ракот на дојката кај мажите обично се открива како цврста грудка под брадавицата или пределот околу брадавицата. Мажите носат
повисок морталитет од жените, првенствено поради тоа што свеста кај мажите е помала и тие со помала веројатност ќе претпостават дека грудката е всушност ракна дојка, што може да доведе до одложување на барањето на третман. И мажите треба да се проверат периодично со правење на самопреглед на градите, додека се тушираат и да ги известат нивните лекари за евентуалните промени. Борка од секогаш успеа да се наметне кај нас како организација која што на некој начин влијаеше да се свати ракот на дојката како болест со која што сите може да се бориме. Тој ни беше нашата првична замисла кога ја почнувавме борка дека ракот генерално треба да се перцепира како потенцијално излечива болест. Ракот на дојка некако е дали и ние жените сме многу гласни и похрабри да кажеме ни што се поминуваме во еден момент во нашиот живот, па затоа и многу попознати, инаку ние почнавме со хематолошките карциноми и се уште, значи борка е за сите малегни заболувања здружение и помагаме на сите секако. Меѓутоа, перцепцијата за ракот после 14 години навистина сум среќна што можам да кажам дека оставивме една трага. Значи имаме пред некако борка и после борка. Покажавме една поинаква страна на заболените, покажавме една поинаква приказна од аспект и на пациенти, меѓутоа и она кое што требаше да го промени, да се промени во здравствениот систем, се со цел овие луѓе да не бидат маргинализирани, но и да ги добијат соодветните услуги. А верувам и да се свати дека самата состојба, верувам дека во влегувањето на стадиумот на прифаќањето на дијагнозата е тешка, но на некој начин она што го правите е охрабрување дека со ракот на дојка може да се живее. Толку долго време некако веќе се бавиме со ова, видовме секакви приказни во нашиот живот. Ја лично доживеав многу приказни од мои пријателки, од луѓе кои што многу ги сакам. Мојата мајка почина со рак, татко ми се уште се бори со рак и едноставно некако сме на ти со ракот. Битно ни е да покажеме дека знаете што ниту еден од нас не е тука за секогаш. Битно е оно време кое што си го имаме на ова парче земја, како ќе го искористиме. И затоа што имаше еден момент кога мојата мајка не сакаше, одби да примат хемотерапијата у прв момент, као рече јас не ќам, нели ќе паѓа коса и сето она кое што секој болен може да го поминува. И имаше еден момент кога не изе и се испушти, вика, па знаеш ќе умрам. И ја викам, мамо, и јас ќе умрам. И тука беше она, мислам дека окршај, знели, прекршување кај неизе како мајка. Како ми вика, мислиш? Па мамо, викам, сите ние ќе умреме. Дај да видиме нешто да се бориме. Мојата мајка има среќа да имам 12 години со метастатски карцином и тоа е можеби нешто кое што и понатака ме води, знам колку значи еден ден, месец дена повеќе со луѓето кои што ги сакате. И тоа е една приказна, да кажам, на борка и затоа и можеби и даваме надеж и затоа и ги менуваме целата перцепција на ракот. Да, тоа е лошо и тоа мораме да се соочиме со тоа, да седнеме, постои тука и што понатака, како ќе го решиме проблемот. Би сакала да ја спомнам розовата трка, која што секако е исто така асоциација и за едното и за другото. Во моментов се подготвува и можеме да споменеме дека на ниво на Европа ќе бидат активни над 30 земји. Така. Навистина ние често што сме членови веќе втора година на Think Pink, иако борка веќе долги години, значи над 10 години е члени на Европадон и на многу европски и светски здруженија кои што ни помагаат во нашата борба и во застапувањето на правата на пациентите и сето она што е новитет, да кажеме, што се случува, па и нашите пациенти да можат тука да го добијат. И веќе втора година Race for the Cure, тоа е трка за живот, ќе биде организирана во рамките на нашата долгогодишна позната Напред Розово кампања, единствена кампања од таков вид за борба против ракот на дојка. Од 2008 година, веќе 2007 година всушност ние ги организираме ваквите кампањи и навистина сме среќни што ете после толку години се уште има интерес и се повеќе и повеќе луѓе го сваќат значењето на
самото појавување и прошетката. Не е прошетката само розов марш. Не е прошетката само розеви маички. Не е прошетката само дружење музика на сите оние жени и луѓе кои што ни доаѓаат, па и мажи оперирани од рак на дојка, кои што ни доаѓаат од цела Македонија. Прошетката е многу повеќе. Славење на животот, да знаат и властите, меѓутоа и луѓето да ги подсетиме дека овие луѓе се тука, се храбри и треба да искочат од своите домови, а ние најмалку што можеме е само да им дадеме поддршка. Би сакала да се надоврзам на овој момент. Сите некако повеќе зборуваме за стадиумите, за справувањето со ракот на дојката. Но што откога ќе се излечи? Тоа е нешто кое што ние и го имавме потикнато и многу често го правиме, особено минатата година дури имавме што после ракот на дојка. Во односи на третманите, на лекувањето, на достапноста на многу лекови кои што сметаме нели дека треба и нашите пациенти да ги имаат, меѓутоа што после, од кога сето тоа ќе се заврши? После ракот има живот. После ракот тие луѓе мора да продолжат со ресоциализација, реинтеграција во општеството, да имаат можност да се рехабилитираат, да имаат можност да се вратат на секојдневните, иако веќе ништо не е секојдневно, после оној момент ти кога ќе се соочиш со еден таков, да кажам, со една таква приказна и предизвик во својот живот, после тоа ништо не ти е исто. Меѓутоа да се вратиш во едно нормално, социјално, општествено делување, тука некако ги забораваме, да кажам, пациентите. Скратеното работно време, можностите за промена на работно место, нешто кое што некако ние почнавме да го работиме, ама некако скромно го работиме. Мислам дека се повеќе и повеќе забораваме на еден момент дека ние имаме многу млади кои што заболуваат од карцином. Тие млади жени не можете да ги препознаете на улица, не им пишува на чело дека се болни од рак. А треба да се соочат дали се тоа самохрани мајки, дали се тоа родители, млади, стари. Значи, треба да им дадеме можност да повторно се реинтегрираат во општеството. Со целата таа приказна и товар што им носи самото заболување. Например, еве наједноставен, најпластичен пример е ќе заврши со терапијата, ќе завршат со хемотерапиите, нели зрачењето и сето на кое што значи лекување во оваа болест. Каде се диагностичките процедури? Некако затаивме. Ковидот ни наметна да ги согледаме се повеќе и повеќе дупките во здравствениот систем кој што постои кај нас во Македонија. Проблемите со закажување на мамографски, на ехо преглед, конкретно за ракот на дојка, од секогаш биле проблем. Немало доволно мамографи, немало доволно термини за прегледи, нема доволно термини можеби за преглед за следење на болеста, дали е тоа PET скен, дали е тоа магнетна резонанца. Луѓето комуницираме ние и со докторите и од радиологија, го укажувавме на тој проблем и на министерството, значи правевме напори. Меѓутоа сметам дека треба некако заеднички да изнајдеме повеќе време да се посветиме на таа приказна, на диагностичките процедури, на она кое што затоа и за време на ковидот. Затоа што се повеќе и повеќе луѓе сметаме дека немаат диагноза токму поради ковидот. На светско ниво статистиките укажуваат дека има 40% намалување всушност на инциденцата, и тоа не е дека нема рак, туку дека не е откриен. И што е уште полошо? Тоа значи дека тие луѓе ќе дојдат во доцен стадиум, каде што ќе имаат голем проблем со лекувањето на болеста, кои ќе имаат голем проблем со самиот начин на лекување, затоа што едно е ти да направиш само операција и ситу на рак на дојка, каде што е тоа, па дури можеби нема да има потреба ни од зрачење, ни од некоја агресивна хемотерапија, а друго е ти да дојдеш во стадиум каде што болесна е веќе напредната, дали пуштила метастази, дали треба да се отстрануваат кај жените лимфните јазли, значи под пазуви, многу голем број на да кажем на потешки последици дава сето тоа. Заради тоа и раното откривање, заради тоа и напред розово, заради тоа и борка постои дека доколку се открие ракот, особено ракот на дојка, каде што во статистика веќе 98% до 100% иде на успешно лекување,
мораме ние да го откриеме во ран стадиум. Тоа не е целта. Инциденцата ќе расте. Веќе во светски рамки покажаа, нели, за светскиот ден на ракот ние имавме таа изјава од UICC и од WHO дека всушност ракот на дојка го надмина ракот на бели дробови во ново откриени случаи, во инциденца. Меѓутоа морталитетот е тоа на кое што ние треба да работиме. А тоа можеме само да го направиме доколку се открие во ран стадиум. Така да сите овие кампањи Race for the Cure и Напред Розово, која што на наша среќа ќе се одржува во 14 градови, не само во Скопје, успеавме во едно лошо време со COVID да го децентрализираме цел настан. И затоа сум многу благодарна до сите спонзори, меѓутоа и до координаторките кои што успеа. До каде сме, предпоставувам дека пандемијата малку ги смени нештата, но пандемијата смени многу работи. Секако дека приоритет, нели, се луѓето кои што во моментот имаат актуелна болест, акутна болест. Ковидот зазема не само во Македонија, насекаде во светот ги смени некако приоритетите. Меѓутоа, националната стратегија за контрола на ракот, не само за дојка, туку за сите видови карциноми, ние започнавме. Тука е некаде приказната, мислам дека чекаме подобро време за да може тоа да се имплементира, а од друга страна па и ни дава време да си ги увидиме грешките и согласно овие работи, нели, кои што не ги наметна нова создадената ситуација со ковидот, да видиме каде всушност и сакаме да одиме. За крај би сакала да го заокружиме ова издание со вашата порака која што ќе намениме на сите оние кои што ќе поддржат ова годишната розова трка. Здравјето е фундаментално право на сите граѓани, а ние само заедно можеме да ја менуваме приказната. Дојдете со нас и поддржете. За жал и покрај напорите да се постигне рана детекција и ефективен третман, околу 20% од пациентите со рак на дојката умираат од оваа болест. Според ова, ракот на дојка е втора по честота причина за смрт од малигни заболувања кај жените. Има повеќе разлози. Ракот е смртоносен во пропорции на многу луѓе. Број 1 затоа што живееме повеќе и старееме. Знае се дека еден дел од разлогот за кој имаме ракови е тоа што едноставно старееме повеќе и имунитетот ни паѓа, имаме некои други ризик фактори што ги таложиме во токот на животот и така да ако не умираме веќе од кардиоваскуларни болести, што е за среќа, затоа што кардиолозите имаат многу напредоци направени, луѓето живеат покасно и покасно се појавуваат. После тоа, кој ќе дојде крај со морталитетот на рак, ќе бидат проблеми со неуродегеративни болести и така натаму. Вториот ризик фактор е најверојатно начинот на живење, пушење, јадење, работи кои не се оптимални што се тиче метаболизмот и така натаму. А третиот, кој е релативно важен, е исто така инфекциите. Например, во Азија еден добар дел од луѓето умираат од хепатокарцином, значи од рак на црниот дроб. Тој рак е поради тоа што има вирус на хепатитис, дали било Б, дали било С, и што не се нити вакцини примале, нити пак имат рана диагноза да може терапии сега да се даваат. Ракот на дојката обично почнува со создавање мал локализиран тумор во жлезденото ткиво на дојката. Карцином на дојка е малиген тумор на малигно алтерирани клетки во жлезденото структурно ткиво на градата. Како и сите тумори наречени карциноми, и овој рак се формира кога процесот кој го контролира нормалниот раст на клетките ја губи способноста на контрола и овозможува трансформација на клетките во абнормални клетки и нивно размножување врз кое нашето тело нема контрола. Појавата на коронавирусот и пандемијата станаа дополнителен здравствен ризик за болните од рак. Пандемијата е ризик фактор на повеќе нивоа. Број 1, со пандемијата се промени тотално санитарниот систем, не само во Франција каде што работам, него уопште во светот. Така да мораше приоритети да се стават во болниците и меѓу приоритети остана како приоритет на лекување пациенти оболени од
тешки болести, како што се онколошки заболувања или хематолошки заболувања. И неколку од нив, независно од пандемијата и колку ни требаше средства против ковидот, што би рекол, за тие пациенти што се оболени од ковид да ги лекуваме, мораше средствата да останат еден дел за пациенти од хематоонколошка власт. Значи, тоа е број 1. Број 2, првите статии што се излезени од Кина, а не само од Кина, него после од Европа, чак и од институцијата каде што работам јас во Сорбона, покажаа дека пациентите кои се оболени од рак и кои, нажалост, имат инфекција со ковид и од таа инфекција остануваат во болница поради поагресивна форма, меѓу нив морталитетот беше во некои статии до 30%, што е огромно кога се гледа што се дешава во општата популација, кај луѓе што немат некои посебни ризик фактори, морталитетот е помалце од 2 од 1%. Значи, тоа беше вториот параметар. А третиот параметар беше што независно и од средствата, и од морталитетот, значи треба пациентите да имат поголема протекција против пандемијата. Значи, организацијата на санитарното лекување на тие пациенти, патот во болница, како се применуваат терапиите, се промени малце. За некои пациенти се даваа некои понеагресивни терапии кога се знае дека резултатот ќе биде евентуално исти, а за некои други со повеќе пажливост се продолжуваат истите терапии, но со максимални протекции како што беа маски и така натаму. И уште се продолжува така. Во справувањето со пандемијата и кај болните од рак, вакцината има важна улога. Вакцината е еден од најважните фактори. Не е само тој фактор, но еден од најважните. Повеќе пати ја спомнуваме истата, како да кажам, упоредба како што кога возите автомобил, пазете на брзината, си оставате појасот, имате АБС, имате разни функции кои ви могучуваат да немате евентуално во случај на удес тешки последици, но не значи ако еден систем го имате како протекција, другиот ќе го зауставите. Значи и појасот го држите и побавно возите и пак имате АБС. Исто така, вакцината е број 1, ако може да се даде, затоа што протекцијата е многу поголема отколку без вакцина, тоа е точно, ама со друга страна, независно од тоа, треба да продолжат маските да ги носаат и исто така гел да имаат и протекција класична да си имаат. Психичката реакција на жената која има малигном е значајна за квалитетот на животот кој го живее. Често се јавуваат анксиозност, депресивност, негативни чувства, намалена самодоверба, страв дека болеста може да биде кобна. Личниот пат што го имаме преживеено во животот спрема фамилиарно и општествено и друштвено, немаме исти одговор на стрес. Значи, ракот како диагноза е секогаш еден стрес. Првиот стрес е, зависно од годините што ги имате, фактички со тој збор сваќате дека можете еден ден да починете и да веќе не сте, се додека не сте болен, не размислувате дека нема да ве има некој ден. Ние си правиме сите така моабет, ама кога ќе ви дојде пред вас тој момент кога знаете дека може да се деси, да за неколку дена, неколку недели, неколку години крај ќе биде и дека мислите дека уште имате работи што би сакале да ги правите, тоа е веќе првиот стрес. Вториот стрес е довербата што имате во контактот со тие што ќе ве лекуваат. И затоа мислам дека не треба никогаш да се лаже. Изминативе години направен е голем напредок кај карциномот на дојка. Фактички менаџирањето на карциномот на дојката преку проценката на ризик, превенција, хирургија, зрачење и друг третман драматично се смени. Стапката на смртност од карцином на дојка во многу развиени земји опаѓа во последниве години и сега стапките на преживување се 80% или повеќе во земји како САД, Шведска и Јапонија. Сепак, стапките на преживување остануваат под 40% во земјите од развој. Карциномот на дојката во минатото многу често бил препознаван и како болест на калугерките. Останете со нас и погледнете што друго ви подготвуваме во денешното издание на Артикулација.
Бернардино Рамазини ја забележал високата застапеност на ракот кај калуѓерките. Тој предпоставувал дека имаат поголеми шанси да заболат од рак на дојка поради нивниот целибатски начин на живот. Ова беше важен чекор во разбирањето на улогата на хормоните, кои се менуваат во тек на бременоста во развој на ракот на дојка. Денес тестирањето на хормони е широко распространет и важен дел за дијагностицирање и лекување на болеста. Ханри Лелдран, француски хирург, беше првиот кој претпоставил дека ракот на дојка е болест во различни фази и дека клучно е да се спречи ширењето на ракот во блиските лимфни јазли. Ова го натерало прв да препорача хируршко отстранување на туморот како третман за рак на дојка. Мамограмот е рентгенска снимка на дојката. Најдоброто нешто што жените над 40 години може да го сторат за да се заштитат од ракот на дојка е да направат мамограм. Мамограмот обично не се користи кај жени помлади од 40 години. Причина за тоа е големата густина на ткивото на градите кај помладите жени, поради кое рентгенските снимки нема да бидат веродостојни. Во дијагнозата на клиничкиот окуларен карцином на дојка, мамографијата представува златен стандард. Околу 10% од палпабилните тумори не се видливи на мамографија. Ехотомографскиот преглед е посебно важен за жени помлади од 40 години, поради тоа што може да се лоцираат одредени промени на дојката кои не се забележливи со обичен преглед со напипување, но кој воедно може да биде штетен за оваа група жени поради преосетливоста на ткивото на градите. Овој метод не користи РТГ, што е негова предност. Скринингот представува тестирање или преглед на жени без присутни симптоми на болест, со цел да се открие ракот на дојката во неговиот предклинички стадиум. Со раното откривање на ракот се продолжува животот на жената и се намалуваат трошоците за лекување. За рано откривање на ракот на дојката се користат методи кои може да откријат тумор кој не е палпабилен. Освен медицинските прегледи, независно од возраста, најдобро би било жените дома да вршат само преглед. Зошто? Затоа што тие најдобро го познаваат своето тело и многу лесно ќе ги воочат промените врз истото. Тоа е се што ви подготвивме во ово издание на Приказна. Довидување до следната.